Германците се многу паметни. Тоа Ула ми зборуваше, тоа е паметна одлука за да си осигури. Што сме? Мора да го ревизираме Букурешкиот мировен договор. Почна многу чудно за мене. Ме викна продуцентот главниот, Пеце, со кој што претходно работев Петко, неколку сезони. И ми ја раскаже цела приказна што планира да прави. Ми ја каже идејата, ми рече ќе правиме сега ситком, ќе биде комедија, ќе има ликови такви и вакви, ќе има разни ликови, ама за твојот лик ќе биде Коста, ќе бидеш камионџија, ќе бидеш ваков таков и јас се чудам, викам чекај малку, стои, па полека. Како формат не ми беше познато тогаш, што е ситком, како се прави технички, кај нас не се правеле такви работи. И на почеток бев малку така, со резерви големи, ама во главата осеќав дека, чувствував дека нешто убаво се спрема. И после се залепија многу работите, се правеше кастингот. Првиот, кога ми кажа Ула, кој ќе игра партнерката моја Тијана, Тијана, чекај се, таа не е актерка малце. Викам, како сега ние ќе се споиме, како ќе работиме, се испадна, како да кажам. Имавме проби и влеговме во целиот проект. И полека почна приказната преспав, која, еве, уште трае и ќе трае. Па не изгледа различно од тоа што го чувствуваш. Веќе сме уиграни добро, се познаваме, хуморот си го знаеме, ликовите си ги изградивме. И сега ни е многу полесно. Сега се радуваме кога ќе прочитаме убаво сценарио, едва и чекаме да ги земеме сценаријата и одма ги отвараме и ги читаме, имаме проби и целото е многу полесно, затоа што веќе 120 епизоди имаме позади нас, што навистина е голема бројка. Мислам, голема бројка и за да се сработи технички, а и да се оформи еден лик. Со Талат се смеам многу, со Горан се смеам, со инспектор Томе се смееме, со Јеленче, со ликовите кои што се помали, кои што ни доаѓаат, например. Ние многу се знаеме како екипа сме сите, ама многу се радуваме кога ќе ни дојдат други ликови. И со нив е многу поинтересно. Имаме некој Береда, да речеме, Береда Решет, доставувачот кој што се појавува во секоја сезона. Тоа е како да кажам, како освежување, секогаш кога тој ќе се појави на сцена, пред камера или позади камера, носи една енергија со него која што сите не вади од кожа. Многу е смешен, ултра забавен и целата енергија се подига. Генерално една убава енергија кружи во целиот проект. Еднаш во времето на земјотресите пред некоја година имаше земјотреси, нели, некој период и тој период снимавме ние. И бевме сите уплашени затоа што тресеше навистина, затворено се снима во затворено. И еден од актерите, не кажувам кој, легна на еден кревет да се одмори во паузите на снимање. И како што лежеше, јас и еден друг колега од Преспав, дојдовме и го стресовме креветот, тој беше заспан. Го стресовме креветот и му направивме ситуација и помисли дека има земјотрес. И не ја знаете таа реакција. Стана од креветот, почна да бега, да се мава од зидови. А во Бугарија летово снимав еден игран филм, каде што играм еден многу интересен лик. Тоа е филм кој што премиера ќе има до година, здравје. Тоа е затворска приказна, затворски филм, кој што машка приказна, машки филм без женски ликови, кој што се базира на некоја вистинска приказна што се случила крајот на 70-тите години. Играм улога на затвореник, нешто што е ново за мене. За потребите на филмот го сменив изгледот, нешто ме праве, а поинаков да изгледам, бев повисок, поголем. Очекувам добар филм, одлично сценарио, одлична екипа. Мислам дека завршив добра работа. Не сум нешто различен од тоа што бев како дете.
мислам дека детето уште сум детето и тоа го негувам и го чувам во себе и дека тоа ме прави да бидам се уште да бидам како се вика да сакам да истражувам нови работи, да отварам непознати работи, да отварам нови врати. Искуството со годините кое што мислам дека го имам, само ми помага поубаво да го канализирам тоа што го доживувам како експресија и животна и се. Инаку во принцип сум да речам истиот, се надевам дека сум истиот. Тие што не ги знаат нема да ги кажам, ама еве нешто што например дека сум производител на вино. Тоа е една работа и на ракија. На овошни раки. Па тоа е нешто што веќе го правам 15 на години. Нешто што го почнав со мојот татко, па го продолжив сам и сега некако со тоа аматерско производство на вино и на вино некако ми дава некоја така да се насочам во нешто, да правам секоја година, истражувам, учам многу работи, применувам некои технологии, некои аматерски се разбира во рамките на можностите и уживам во тоа. Од пред некоја година почнав да правам да произведувам овошни раки за себе и научив многу работи. Значи каде и да одам, земам искуство, особено во нашиот северен сосед кога одам, тие се мајстори за овошни раки во источните делови од нашата држава исто. И така, тоа е една работа, еве вино ракија, друга работа веќе 10 години трчам активно, полумаратони и маратони. Џогирањето е нешто што ме прави смирен, ме смирува, ме прави среќен и ми помага да ја одржам кондицијата, физичката кондиција. Не се грижам за изгледот, како можам да јадам што сакам да пијам. Немам трчањето ми помага да се одржувам фит. Па се случува, например, повеќе се случува да луѓето приватно кога ме среќаваат еве по улици, по било каде да ми се обраќаат со Косте, кај си, што преш Косте, ела да ти бувнам една, не знам, казна или не знам што, дојди ваму Косте. Некако се од ликот што го гледаат на телевизија, така ми се обраќаат. Помалата популација исто со Дедо Менде или со детективу, како си, што преш, имаш ли случај и такви работи. И тоа е супер, тоа е фино. Баш покажува дека луѓето дека оставам нешто. Па мислам дека декември, почетокот на декември почнуваме, значи сега почнуваме почеток на октомври да снимаме, декември веќе ќе почне и тоа е тоа. Возбуден сум многу, како и прв пат кога почнав, сега заплетите ги знаеме, сите знаеме како заврши претходната сезона, така да сега влегуваме во нешто ново. Да ја очекуваат новата сезона. Сигурни да бидат дека ќе има многу хумор, многу интересна новата сезона. Има многу пресврти, многу дешавки се случуваат, многу нови работи во преспав, во мојот однос со Ула, во нашиот брак. Да бидат окей, да бидат смирени, да го поминат овој тежок период кој што никој не знае како ќе заврши. Да останат позитивни и да бидат на страна од неубави работи, да бегаат од неубави работи.